Денеска во новиот центар на градот на кружниот тек беа посадени 2 дрвца од сортата гинко. Се работи за вид на дрво кој единствено ја преживел големата катаклизма на планетата Земја пред неколку милиони години. Сега на оваа планета се уште има живи примероци кои се многу стари и научно е докажано постоењето на примероци кои имаат по 1000 и 2000 години. Се работи за дрво кој има лековити својства, истовремено го прочиствува воздухот и околината каде се посадени. Томе од Скопје, кој располага со свој расадник на општина Кавадраци и на Ристо Ставров, им подари 4 вакви садници, истите се веќе расадени. По едно во дворните места на црквите Свети Димитри и Света Петка Параскева и сега на самиот кружен тек 2 дрвца. Од денеска им започнува новиот, се надеваме, повеќе 1000 живот на овие 2 садници. Садењето е обезбедено со помош на Радка Мукетова, раководител на Зеленила во јавното предпријатие Комуналец и поддршка од локалната самоуправа Кавадраци. Да подсетиме лично градоначалникот Митко Јанчев во неговата програма за работа се залага за зелено Кавадраци, за здрава животна средина, за пошумување требнати површини, зеленило и дрвја околу зградите и поголема комунална култура насегдена околу нас. Од таму оваа индивидуална иницијатива на Ставров ја поздравуваме и посакуваме да се шири меѓу нас, со тоа што секој ќе засади дрво кое по нас ќе остане да ја обавува својата основна функција, да го прочиствува воздухот и дава повеќе кислород и нормално да ни ја разубавува околината. Оваа дрвце, почитувани гледачи, е гинко. Не знам колку чуле од Кавадраци за гинкото. Радке вела дека гинкото прегрмело се во постоењето на оваа планета и само тоа останало во големата катастрофа пред милиони години. Дали ова точно? Да, точно, и по тоа го добило името гинко билоба, значи нешто големо, нешто неунишливо и нешто вечно. Значи живее многу години. Да, живее многу години. Со помош на Риста Ставров, позната фаца во Кавадраци, успеавме да го посадиме на многу убаво место, најголемиот и најцентралниот, би рекол, кружен тек во Кавадраци, каде што има 2 дрвца садено. Риса, што бараш ти тука? Јасна иницијатива на еден мој пријател од Скопје, Томе Стојанов, и после тоа си го нарековме Гинко. Се зближивме доста и од пред 7-8 години му помагав јако, он у Скопје, јас во Кавадраци, му помагав околу развојот на и одгледување на овие гинко дрвца. Он има дома расадник еден кај што сам си ги одгледува од семче па до големи дрвја. И овие денови бев ја кај него. Таму ми даде 4 дрвца, 2 ги посадив во двете цркви Свети Димитри и Света Петка. И двете овие со помош на Јепа Комуналец и Радка, еве тука нашата легенда за озеленување на градот, ги посадивме на овој централен дел по нејни насоки. Така да мислам дека во иднина ќе Кавадраци за 10 години ќе добие доста интересни дрвја кои што растат и кои се вековити. Негде околу 3-4 години има примероци, али отприлика оно е последниот пример кој 1000 години како е пронајден и постои уште. Гинкото дрвце има лековите олисје и од него се прават доста лекарства, така да... Гинко било познатите апчиња се... Да. Е многу голем абсорбиратор на отровните материи и PM честички што ги има, така да најверојатно ќе биде од корист за нашиот град и за нашите... На висинско место, Радке, ова дрво живее многу години и абсорбира и прочиствува воздух. На ова убава атрактивна локација е посадено. Најдоме, многу убава локација, кај што тука ќе одговара и ќе успева. И нема никој да го оштетува. Сега ќе го заштитиме ние малце, ќе го оградиме со овакваве, со оградичка и ќе го заштитиме. Садници се ретки и ретко кој ги има во Македонија. Тешко ли е да се расадо производот? Не е баш тешко, ама треба да покуша секој. И нема традиција, не е многу тешко. Дали сте се ваквите донации добре дојдени? Па јас мислам дека се во ред и во смисол на тоа дека се борим за чисто и зелено Кавадраци, да ни биде убаво на сите, да живееме во еден убав зелен град, кај што е, мислам, кој град е еден меѓу најдобрите во републиката во последните 7-8 години.
така да не е на одмет оваа акција и понатаму да продолжиме и да биде оваа година, почнувајќи од овој месец ноември па до наредот ноември, да биде година на гинко дрвото. Садењето на дрвца да не биде инцидентно ден, два, три, него да трае секогаш кога е онаа вегетација во можност, да трае 365 дена во годината, да може да се сади дрво секогаш кога ќе се укаже можност и да има акција секојдневно. Дали индивидуална, дали групна, дали колективна, важно треба Кавадарци да биде зелен град. Тоа е моја порака и порака до сите кавадарчани. Јас мислам дека со заедничка помош на градоначалникот и на општина собрание, мислам на општинско собрание и комуналец, ќе се договориме за некои работи така да биде присутно на повеќе места оваа дрво. Да. Благодарам. Томе бил многу радосен. Томе секогаш јас го известувам сите работи и му пуштам по некоја снимка, така да и од овоа ќе му пуштам материјал, а и тебе ти е пријател Томе. Така е. Сигурно ќе Благодарам. Види сте, ете тоа беше таа мини акција, меѓутоа јавното претпријатие Комуналец со помош на локалната самоуправа буквално од зелени се и доправа ќе озеленува. Кавадарци станува еден од најчистите и најзелените градови во Македонија. Ова беше желба на градоначалникот Митко Јанчев и таа полека се остварува. Меѓутоа треба сега и околните ридови и голини да ги озелениме. Со тоа ќе го смениме личниот опис на Кавадарци. Тоа ни е желба на сите. Само зелено на Кавадарци е спас и за ова загадување и за сите нас, за воздухот. Бензинска пумпа ДМД Оил.